Божи благослов, почитувани слушатели. Молитвата и незината сила. Зошто се молиме? Што е суштината на самата молитва, кога Бог ја знае иднината и се е под Негова контрола и владење? Ако не сме во состојба да го промениме Божиот ум, зошто ни се потребни молитвите и дали можеме нешто да промениме со нив? За христијанинот, мнозина велат, молитвата е како дишењето. Полесно е и поблагословено да се молиме, отколку да ја запоставиме самата молитва. Молитвата има разни причини. Таа е облик на служење на Бог и послушност. Пример. Ана, Фануиловата ќерка, му служеше на Бог преку целиот живот со пост и молитва ден и ноќе. Молитвата не е емотивна состојба, тоест да се молиме само кога тоа ќе го почувствуваме, туку таа е принципиелен став и начин на живење. Се молиме затоа што Бог ни заповеда да се молиме, да го бараме постојано Неговото лице. Апостол Павле е јасен по прашањето за молитвата, велејќи: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги зачува вашите срца и вашите мисли во Исус Христос нашиот Господ. Ова стои запишано во писмото до Филипјаните, 4 глава, 6 и 7 стих. Молитвата е исто така пример кој што ни го дадоа Исус Христос и првата црква. Во Евангелието според Марко е запишан молитвениот живот на Исус. Таму ни се вели: а наутро, додека уште беше темно, стана Исус, излезе и отиде во пусто место. Таму се молеше. Евангелие според Марко, 1 глава, 35 стих. Така постапуваа и неговите ученици црквата. И ни се вели: беа постојани во апостолското учење и општувањето, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Дела на апостолите, 2 глава, 42 стих. Ако преку овие библиски примери се покажува од колкава важност е молитвата, тогаш не би требало денешната црква, христијаните, да ја занемарат и да стане нешто споредно. Исус преку молитвата ја бараше волјата на небесниот татко. Колку повеќе би требало ние како негови деца. Уште една голема причина зошто треба да се молиме е што таа е средство за добивање на некои важни решенија во животот. Христијаните се молат во рамките на она што е Божјата волја и се подготвуваат преку неа за големи одлуки. Во Лука, 6 глава, 12 стих ни се вели: во тие дни Исус се искачи на гората за да се моли. И таму ја помина ноќта, молејќи му се на Бог. Значи, Исус помина цела ноќ во молитва, а целта му беше да избере 12 ученици со кои ќе може да работи и да ги поучи на Божјата вистина. Тоа беше голема одлука и преку таа одлука се случија големи работи не само во тогашното време, туку последиците се очигледни и до денешен ден. Молитвата е важна и во поглед на надминување на демонските пречки, односно бариери. Има еден пример кога Исус им посочи на учениците дека има и такви демонски сили кои тешко се контролираат, но со молитва и пост би можело да се скротат таквите штетни сили, наречени демонски сили. И кога дојдоа при мноштвото, еден човек му пристапи, падна на колена пред него и рече: Господи, смилувај ми се, смилувај му се на мојот син, зашто е месечар и се мачи многу, зашто често паѓа во огнот и често во водата. Го доведов при твоите ученици, а тие не можеа да го исцелат. И Исус одговори и рече: О неверен и развратен роде, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам?
доведете ми го тука. Исус го прекори и излезе демонот од него, и момчето беше исцелено тој час. Тогаш учениците дојдоа при Исус насаму и рекоа: Зошто не можевме ние да го изгониме? А тој им рече: Заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на оваа гора премести се од тука таму, и ќе се премести, и ништо нема да ви биде невозможно. А овој род не излегува освен преку молитва и постење. Ова стои запишано во Матеј 17 глава од 14 до 21 стих. Понатаму, Исус ја повикува црквата да се молат за работници на неговата жетва. Во овој свет има потреба од духовни работници. И Исус им рече: Жетвата е голема, а работниците се малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Евангелие според Лука, 10 глава, 2 стих. Молитвата на христијаните може да послужи и за добивање на посебна сила со која ќе се надминат одредени искушенија. Исус вели: Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Евангелие според Матеј, 26 глава, 41 стих. Искушенијата се неизбежни, но тие не смеат да станат пречка да паѓаат христијаните и да се соблазнуваат преку нив. Во самата молитва се крие небесен потенцијал за зајакнување на духовниот живот и за смело проповедање на Евангелието, добрата вест, радосната вест. Павле напишал на црквата во Ефес следново: Со секаква прозба и молитва, молете се во духот во секое време, и заради тоа бдејте со сето постоенство и со молба за сите свети, а и за мене, да ми се даде слово, Божи зборови, кога ќе ја отворам устата, за да можам да ја соопштувам смело тајната на Евангелието. Писмо до Ефесјаните, 6 глава, 18 и 19 стих. Преку молитвата доаѓаме пред Бог со специфични барања и благодарение на Божјата милост имаме Божјо ветување дека нашите молитви нема да бидат залудни или напразни. Дури да не го добиеме тоа што сме го барале, ние се надеваме дека Бог го има најдоброто за нас, и кога ни дава, и кога не ни дава. Исус вели: А ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност. И твојот татко кој гледа во тајност, ќе те награди. Матеј, 6 глава, 6 стих. Кога се повикуваме на неговата волја, тој ни ветува дека со сигурност ќе го добиеме тоа што сме го побарале. И ова е смелоста која ја имаме кон него, пишува апостол Јован, дека не слуша ако просиме нешто по неговата волја. И кога знаеме дека не слуша што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Прво Јованово писмо, 5 глава, 14 и 15 стих. Но понекогаш се случува и ова. Тој според неговата мудрост и сувереност ги одложува нештата што сме ги барале за наша корист и за наше добро. Во такви ситуации треба да се има трпеливост и да се чека Божјото време. Но важно е да сватиме дека молитвата не смее да стане наш начин на дејствување, односно да ја занемариме Божјата волја и постојано да сакаме да се реализира нашата волја преку молитвата. Значи, Божјата мудрост далеко ги надминува нашите собствени интереси. Молитвата ги раздвижува работите околу нас и во нас. Треба да сме упорни и да не ја омаловажиме, сметајќи дека Бог одговара на нашите потреби и кога не го молиме. Тој одговара, но сака да ја види нашата упорност кон него. Дали ерихонскиот слепец ќе прогледаше, ако не викаше со сет глас кога Исус минуваше покрај него? Сигурно
немаше да прогледа. Но викот и барањето произведе тој да прогледа. Кога Бог не го прашуваме и доволно не го молиме, може да се случи и се случува да действуваме самоволно за наша штета. Недостатокот на молитвата покажува недостаток на вера и доверба во Божјиот збор, кој е вечен и непроменлив. Преку молитвата имаме ветување дека нашите животи ќе бидат благословени. Благословот може да биде и повеќе отколку што молиме и бараме. Павле запишал: а на оној кој со својата сила што действува во нас, може да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Значи, молитвата е примарно средство преку кое согледуваме како Бог работи во нашите и тугите животи. Ги гледаме сите победи во животот и неговата сила која што действува над силата на сатаната и сите негови демони. Кога се молиме на Исус, ние всушност се молиме на оној кој се идентификува со нас, минувајќи низ сиот процес што ние минуваме и ние во нашиот живот. И тој знае како да ни помогне кога ни треба помош. А имаме и ветување дека ревностната молитва на праведникот или верникот може многу работи да направи. Јаков запишал: делотворната молитва на праведникот има голема сила. Од се најповеќе треба да се свати дека молитвата има за цел Бог да се прослави на најсовршен начин преку секој верник кој е повикан да му служи и кој станал негово дете. Ако ја практикуваме редовно и ревносно, многу работи ќе се сменат кон подобро. Треба да се верува во силата на молитвата. Амин.